Урамнотеженоста, непристрасноста и независноста на медиумите се суштинска состојка на слободни и фер избори. Од тие причини, британската амбасада го стави како еден од главните приоритети медиумскиот сектор во нашата билатерална соработка. Се подразбира дека изборите кои што ќе се случат оваа година имаат многу интересни карактеристики. Тоест, ако се спроведат како што е неопходно, тие ќе значат значителен чекор напред во излез од хроничната политичка криза во државата. А за да се направи тоа добро, неопходно е и медиумскиот сектор соодветно да го исполни своето очекување и своите задачи како демократски институции. Главна цел на овие принципи е да се подигне квалитетот. И тоа особено преку подобрување на капацитетот за професионално и урамнотежено известување во изборниот период. Во изготвувањето на овој документ или на овие принципи, авторите посветија големо внимание и големи напори. Но морам при тој да потенцирам, и тоа е клучната поента, дека принципите, тоест овој документ сам по себе не може да ја постигне главната цел. Туку само стручните лица од медиумите или медиумските професионалци се оние кои што тоа може да го направат. Само преку прифаќањето на овој документ, на писмо и во неговиот дух, и само преку целосно спроведување на својата работа за време на изборите, а во духот на овие принципи, тие ќе може да ја постигнат својата работа и да ја остварат неопходната цел. Во секој демократско општество, медиумите, особено оние кои електронските медиуми кои што емитуваат, се клучен играч. Тие имаат улога на јавни чувари, при што ги повикуваат лидерите и другите на отчетност. Тие поставуваат и прашања до политичарите, кои што публиката исто така би сакала да ги праша. Многу е важно јавниот сервис да ја одржи својата задача и одговорност. Јавната дискусија во Обединетото кралство во однос на балансираност и непристрасноста на нашиот јавен сервис, тоа е BBC, е многу гласна и жива. И тоа не е само поради важноста на принципите за кои што зборуваме, туку исто така тоа е од причина што BBC, исто како и МРТВ, е платена од граѓаните. И поради тоа има обврска да им служи на сите граѓани на државата, а не само на некои од нив. И тоа да им овозможува висококвалитетно, урамнотежено и непристрасно покривање за време на изборите. Со донесувањето и покренувањето на овие принципи, МРТВ прави смел и важен чекор напред, како и многу смела тврдења, а тоа е дека ќе работи во полза на сите граѓани на Македонија, дека ќе го отфрла политичкото влијание во известувањето и дека за време на изборниот процес, а и по него, ќе се стреми кон одржување на највисоките стандарди на професионализам и непристрасност. Македонската радиотелевизија, како и секогаш, од кога овој менаџерски тим е на нејзино чело, продолжува да се залага за стандарди во известување на јавниот сервис. Покрај оваа заложба, која за реализација е исклучиво во надлежност на новинарите и уредниците, сакам да напоменам дека како никогаш досега во изминатиот период се реализирани голем број на проекти за подобрување на условите за работа на вработените во Македонска радиотелевизија преку комплетно техничко технолошко опремување во ранг на големите европски јавни сервиси, зголемување на платите на сите вработени, програмското преструктурирање и ребрендирање на сите програми, се со цел приближување на јавниот сервис до граѓаните на Република Македонија. Според сите истражувања и одекот на јавноста, Македонската радиотелевизија бележи забележителни оценки во сите програмски појаси: спортската, документарната, детската, образовната, играната, забавната програма. Се уште останува најголем предизвик информативната програма. Како конкретен доказ за таа наша заложба е и публикацијата која денес ја промовираме, а се однесува на покривање на изборите. Јавниот сервис ќе обезбеди целосно разграничување помеѓу државните и партиските политики. Во рамките на изборната кампања, еден од најголемите професионални предизвици за новинарите е прашањето како да се известуваат за потпалувачки говор и за изјави кои поттикнуваат или може да поттикнат омраза или нетрпеливост по различни основи. Известувањето за резултатите од испитувањето на јавното мислење во изборниот период е важно, бидејќи тие се дел од приказната за време на изборниот процес и публиката има право да знае за нив. МРТ во периодот што следува ќе биде отворена за сите учесници во изборниот процес, малите и големите партии и независните кандидати.
ќе организираме дебати на темите кои го засегаат јавниот интерес и како и досега ќе остапиме простор во дневно информативните емисии на радиото и на телевизиските сервиси. Како публиката ќе може да пристапи кон македонската радиотелевизија и кое е телото кое што всушност ќе се грижи за спроведување на овие правила? Дали има некакво такво тело, дали има механизам на кој што јавноста и граѓаните ќе може да пристапат и да се повикаат на овој документ, каде ќе може да пристапат и кој е механизамот на кој што МРТ ќе ги адресира прекршувањето на овој кодекс? Се бараат опции, значи како да се најде начин за да се обезбеди поддршка на македонската радиотелевизија за имплементација на овие професионални и етички стандарди, така што се уште се разговара околу опциите. Меѓутоа тоа го имаме на ум. Овде како што гледам, освен деловите што специфично се однесуваат на изборен молк и правичност при представувањето на кандидатите во избори, ова мене ми изгледа како едно многу убави етички правила за однесување во целокупното известување на македонската радиотелевизија, односно како треба да известува еден јавен радиодифузен сервис, нели во согласно член 110 од законот и така натаму. Па ме интересира зошто само за изборите. Зошто можете да го сватите како прашање зошто овој фин прекрасен документ кој што можев да видам, за кој што имате согласност и од новинари и од сите, работна група, не го применувате целосно, освен тие, нели, како што реков, за изборниот молк, за представување на кандидатите во вашето секојдневно известување, што меѓу другото предизвикува да има во јавноста или во дел од јавноста став кон македонската радиотелевизија такво како што има. Ако внимателно ме следевте во тоа што го кажав, искажав, посакав овие правила да бидат и после изборите имплементирани во секојдневното работење, се разбира, затоа што ние веќе од денес ќе почнеме да ги применуваме овие правила и сите овие правила, односно етички стандарди кои што се ставени во овој документ се составен дел и на етичкиот кодекс кој што веќе ја заврши јавната расправа во македонската радиотелевизија и сега е во фаза на донесување од страна на телата и органите на македонската радиотелевизија.